Благодарам, председател. Се повикувам на член 90 став 4. Имено очекував кога министерот не баре овдека беше најверојатно во некоја си партиска канцеларија и пробуваше да ги дисциплинира неговите истомисленици. Вие премолчите на еден таков, би рекла, прилично недоличен одговор и коментар од страна на министерот. И очекувам кога министер ќе нарече дека пратениците се лицемерни, вие да го подсетите дека не лицемерие. Морничаво е да губиме човечки животи, а министерот да се вози на мотор низ Македонија. Премиерот да се смешка на аеродром. Очекувам тука да реагирате. Колешки Марија Петрушевска. Очекувам тука да реагирате. Ова е врв. Од тука ќе ве завршам, дозволете да процедуралното го злоупотребивте. Кој ќе да завршам процедуралното и ќе ви цитирам и целиот став ако сакате. Од тука очекувам. Покажавте дека сте контрадикторни на почетокот од вашата процедурално и со вториот дел. Ама придржете се по кој член од деловникот. Член 90 став 4. Сакате да ви го кажам како точно да ви го цитирам став 4? Пратеникот се грижи, ве молам, пратеникот се грижи во овој случај вие како председател да се почитува достоинството на собранието, па председателот е домот на демократијата. Точно дека тука треба да си го кажеме тоа што ние го мислиме. Меѓутоа недозволиво е представник на влада да се обидува да дисциплинира пратеници во парламентарна демократија. Ние сме тие кои што треба да дисциплинираме, односно повикаме на одговорност како што повикавме, а не тука со еден таков излишен коментар да го добиеме од страна на министерот, а вие да го премолчите заради тоа што сте од иста политичка партија. Ве советувам прво како колега пратеник, затоа што ценам дека до сега секогаш сме се бореле заедно да тераме комисијата во интерес на граѓаните. Продолжате да го браните ставот на колегите пратеници и да го браните домот на демократијата секогаш кога имате еден ваков коментар од страна на министерот кој што доаѓа од вашата влада. Не е лицемерно, морничаво е да се смеете кога се губат човечки животи на аеродром, морничаво е да се возите на мотор кога губиме животи. Благодарам.